согласно член 6.2.5 од деловникот, председателот на собранието од кога ќе се достави предлог закон го доставува до матичното тело. Матично тело во случајов не е Комисијата за енергетика, туку тоа е Комисијата за социјална политика, демографија и млади. И тоа убаво се гледа дури и од материјалот на овој предлог закон, кој што е испратен до пратениците во воведот, во глава 1, оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со предложениот закон, стои дека лиценци за работа по установи за деца издава Министерот за социјална политика, демографија и млади, а не Министерот за енергетика. Овој закон ги уредува токму тие лиценци и затоа не мислам, туку 100% сум сигурен дека надлежна комисија за овој закон не е Комисија за социјална политика, демографија и млади. Дополнително, овој закон интервенира и во називот на Министерството за социјална политика, што е уште еден аргумент дека овој предлог закон моментално се разгледува на погрешна комисија, значи не интервенира во името на Министерство за енергетика, туку интервенира во името на Министерството за социјална политика и ова е класичен шверц на овој закон преку ненадлежна комисија, а целта за тоа е да се продолжи она политика на воведување двојазичност, која што беше воведена со противуставниот закон за двојазичност, кој што беше донесен со кршење на деловникот, со европско знаменце, без да се наведе актот на Европска унија со кој што се осогласува, за кој што Венецијанска комисија даде негативно мислење, дури даде и предлог одредени одредби од тој закон да не се применуваат, оти ќе се блокира државниот апарат. Со тој закон се уредуваше материја која што се уредува со 2/3, а беше донесен двотретинско мнозинство, беше донесен со мнозинство од 61 глас. Председателот на државата него подпиша тој закон, беше објавен без указ, значи низа нерегуларности, насилнички беше спроведена таа двојазичност и сега го пуштаме овој предлог закон на ненадлежно матично тело да шверцуваме двојазичност во делот на издавањето и на полагање на испит за лиценци за работа во установи со деца. Значи во овој предлог закон во член 10 се менува член 177 под Б став 2 и таму се уредува на ново дека овие испити ќе се полагаат и двојазично и затоа барам од овие причини оваа комисија да ја затвори расправата и да му прати допис на председателот на собранието дека овој предлог закон е испратен на ненадлежна комисија.